Со представата 12 на МНТ во Прилеп се отвори 59-тото издание на МТФ Војдан Чернодрински. Годинава наградите за животно дело ги добија актерите Снежана Коневска-Руси, Гоце Тодоровски и Сонја Михајлова. Истакнаа што значи фестивалот за Македонија, но упатија и совети и мали критики до помладите колеги. За мене овој фестивал е пред се празник и вреднување на театарската уметност и влогот во театарската уметност на театарските уметници. Како дел од културниот идентитет на Македонија и од таа причина, секако дека и оваа награда за животно дело ми значи дека сум оставила некаква трага и печат врз културната театарска уметност, која е дел од културниот идентитет на Македонија. Сите велат што совети даваш, Снежка, а јас кажувам, јас не го слушав советот ни на мојот татко, што значи секој прави она што сака. Снежка сакаше и едно, и друго, и трето. Тато сакаше право, Снежка отиде криво на факултетот за драмски уметности, па потоа ајде пак во радио, во театар, не во театарна академија и веројатно тоа е најмногу што сакаш, да си на сцена. Да ги видиш, да ја видиш публиката, да го чуеш аплаузот и да тераш напред. Да се дружат повеќе меѓу себе, повеќе да работат на улогите и да се дадат целосно, а не изигра улогата и оди си дома или оди у кафич или ваму таму. Јас после представа пола сат сум останувал во гримјора да се вратам на себе си, што бев излезен од самиот себе, играјќи улогата. Значи јас кога играв улогата, уствари бев јас. Тој лик што играв јас бев, тоа беше мој, ако туѓи текстови само, ја го правев како да е од мене да излегува. Фестивалот го отвори министерот за култура Зоран Љутков, кој што рече дека Војдан Чернодрински е нашиот најзначаен театарски фестивал и истиот требало да се врати како во времето пред 20 години. Не е само обичен фестивал, на времето фестивалот Војдан Чернодрински беше и празник за сите актери. Сите театри во Македонија беа буквално затворени во тој период и беа преселени овдека во Прилеп и Прилеп живееше во духот на театарот. Освен поддршката од Министерството, ќе треба и одговорните лица и директорите да се погрижат за и општествено одговорните компании да помогнат малку повеќе, а тоа значи триплирање на буџетот за да може да се врати тоа што било пред 20 години. Годинава ќе има 9 представи во официјалната конкуренција и 5 во програмата, а ќе има и повеќе пропратни активности. Исто така сакам да ја поздравам новата програма Драмолетање, благодарение на мојата иницијатива да се фокусираме на македонската драма. Имаме детска зона, моето најсакано место за време на фестивалот, од 10 часот наутро до 12 кај Градскиот сад. Го имаме Прилеп во фокус, односно музеот во движење, за мене најубавата активност на овој фестивал. Во недела навечер во 21 часот пред Градскиот сад ќе почнеме да го мапираме Прилеп како градот во фокус. Прилепската публика е желна за театар. Чести посетители сме на театаров, така да, мислам, традиционално си значи премногу за градов, особено за културата. Сега сакаме да продолжи како традиција и понатаму. Апсолутно да движување на градот, гости од Македонија, предпоставувам и од пошироко. И убавина, што да ви кажам друго. Едно карактеристично обележие на Прилеп, меѓу другото е и театарскиот фестивал, кој што веќе по 59-ти пат се одржува овдека. Мислам дека и Прилеп и надвор од Македонија го препознаваат по театарскиот фестивал. Мислам дека треба да продолжи оваа традиција и реално му треба нов театар на градот, за да може да сите тие таленти да имаат свое место, за да можат да се промовираат на некој начин. Но дали и кога Прилеп ќе добие нов театар и дали ќе се реновира и стариот, засега нема конкретен одговор.